По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 декември, дел од членовите на Центарот за поддршка Порака, како и нивните родители, донираа облека за Црвениот крст во Струмица. Од своја страна, членовите на Црвениот крст приготвија програма за нашите членови, за членовите со интелектуална попреченост на Порака. Годинешниот слоган за одбележување на 3 декември на меѓународно ниво гласи рушење на бариерите, отворање на вратите кон инклузивно општество и развој за сите. Па во таа смисла, пред посетата на Црвениот крст, членовите на Порака го посетија и основното училиште Видое Подгорец, каде што учениците приготвија програма за нив. Така што на тој начин сакавме да изразиме, да потенцираме потребата од инклузија на лицата со интелектуална попреченост со нивните врсници од популацијата без попреченост. Со посетата на Црвениот крст, денеска сакавме да изразиме нивната хуманост и солидарност, бидејќи најчесто лицата со попреченост се целна група на проекти, така што денеска сакавме да потенцираме дека и тие можат да придонесат за подобрување на состојбата на оние наши граѓани на кои што им е потребна помош. Колку членови брои Порака и дали се уште постои дневниот центар? Постои социјален клуб, дневен центар за жал се уште не постои. Предвидено е да се гради, беше предвидено за 2012 година, но тоа тогаш не се оствари, така што се предвидува за наредната година, инаку брои 27 членови. Денешниот ден, 3 декември, светски ден на одбележување на лица со попреченост. Како општинска организација на Црвениот крст се вклучуваме во активностите на здруженијата во Струмица и Струминичкиот регион за поддршка, нивна поддршка на целокупната активност која што ја устваруваат на оваа категорија на лица, претежно деца, на кои што навистина им е потребна една социјализација и еден поттик и желба за нормален секојдневен живот. Младите на Црвениот крст ја поддржуваат секоја активност и воедно им се заблагодаруваат на Сдруженијето Порака, кои што денес дојдоа да не посетат, да ги видат просториите на Црвениот крст, да се запознаат децата, како нашите млади активисти, членови на Црвениот крст, така и нивните членови, со цел инклузија на овие лица со попреченост во секојдневниот живот. Да не е монотонно, туку да може да бидат да се осетат дека сепак се лица кои што се пожелни во средината. Да им се заблагодарам на соработката на Сдруженијето Порака, се надеваме дека и понатаму ќе соработуваме.